30 милиони евра одвои владата за развој и модернизација на македонското земјоделство. Последната транша од субвенциите за 2025 година се заокружи вчера со исплатата на млекопроизводителите, а министерот Трипуновски најави дека преку програмата за директни плаќања ваквиот тренд ќе продолжи во иднина. Од Министерството за земјоделство се во постојана комуникација и со Брисел за откочување на ИПАРД фондовите. Со носењето на програмата за директни плаќања за 2026 година, тоа беше негде на почетокот на втори месец, до практично вчерашниот ден кога имаше последна исплата за субвенциите од 25 година, се исплатени околу 30 милиони евра. Последната исплата се однесуваше за млекопроизводителите од 25 година, односно вториот квартал. Според Националната федерација на фармери, недостигот на работна сила и ниските откупни цени се главните предизвици со кои се соочуваат македонските земјоделци. Дополнително загрижува и фактот од растот на цените на нафта и репроматеријали и ѓубриња по војната на Блискиот Исток. Од владата велат дека внимателно ги следат состојбите и најавија дека ќе бидат преземени конкретни мерки со цел земјоделците не се соочат со ценовен шок. Тоа што е важно во делот на цената на ѓубривата и на нафтените деривати, можам да кажам дека како министерство ги следиме состојбите секојдневно и да видиме во каков тек ќе се движат. Доколку има потреба, нормално како министерство ќе излеземе со конкретни мерки и предлози за санација на таквата состојба. Во меѓувреме одржани се и низа состаноци со здруженијата на одгледувачи на овци и представници на кланичката индустрија. Трипуновски не очекува проблеми при откупот на јагнето, за кое кланиците понудиле цена од 260 денари за откуп од лице место. Пикот се очекува веќе следната недела пред велингденските празници.